Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алса Тем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Еве што ќе гледате вечера, почитувани гледачи. Интервју со историчарот Душан Биланџич на тема дали Јосип Брз Тито 20 години пред својата смрт ја подготвуваше Титова Југославија за конечно распаѓање. Второ, дали Македонија влага во една политичка патија или во една конечна политичка разврска. И трето, бугарската мафија контролира или произведува годишно повеќе од 3,5 милијарди долари. Душан Биланџич на своите 87-88 години работи на својата последна книга или на тој историски аманет кој треба да го остави нивните генерации, како што самиот вели, после два претрпени мозочни удари, сака да ја отслика на вистински начин улогата на Јосип Брз Тито во распадот на таа Титова Југославија. Што е суштината на последната теза или последната книга на Душан Биланџич? Тој смета дека некаде 60-61 година Јосип Брз Тито и екипата околу него стануваат свесни дека не може да ја спасат Титова Југославија и дека влегуваат во еден процес на мирно растурање на таа Југославија кога ќе се создадат одредени историски околности, а тоа требало да се случи после распадот на блоковската поделба на светот. Дали Тито 1962 година дефинитивно сватил дека таа Југославија не може да опстане како една единствена држава? Да. Чујте, тоа е 62 година, март месец. Значи во периодот кога Тито е најмоќен на светската политичка сцена, ја формира тоа движење за неврзаните. Значи едно од трите-четирите најмокни личности во Европа и во светот, тој констатира дека таа Југославија ќе се распадне. Да. Он имал така инстинкт. Добро, меѓутоа вие имавте одредени информации, вие сте ги проучиле сите архиви на Сојузот на комунистите. Он е рекол тоа, да влада савезна не може више функционирати. Кај го кажува? Тоа го кажува на седница на Сојуз на комунистите. На седницама извршно комитета марта 62 години. Значи уште март 62 година Тито знае дека Југославија ќе се распадне. Нема знае. Он дошол до заклучка, не да е знао. Он е заклучио да унутрешни развој, неслога, сукоби меѓу републикама воде распад до Југославија. Иде се Југославија распасти ако се не наđe неко спасоносно решење. На 8. конгресу СКЮ 64. године, децембра месеца, они постављају два темеља Југославије. Први е конфедерација, да би спријечили великосрпску агресију на Југославија, да не претвара великосрпска Југославија. И друго, тржични механизам, привредна реформа. Значи, на 1964 година тие поставуваат два темели на една Југославија. Тоа е пазарна економија и влез на Југославија кон конфедерација. Тако е. 64. Тоа е тај пут према конфедерација. Тоа е 64. 65. године Карделј анализира ситуација у Југославија и каже: kada mi vođe revolucije Jugoslavije, to su Tito, ne kažem koji su, ali zna se, ne, Tito, Kardelj, Bakarić, Ranković i tako dalje, nije on spomenuo nikoga, samo kaže tako. Veli, već sada je jasno da Srbija čeka odlazak sa životne pozornice lidera revolucije, vođa NOB-a, i da se ona priprema da izvrši udar na Avnonsku Jugoslaviju i da tu Avnonsku Jugoslaviju zamijeni sa velikosrpskom Jugoslavijom. Znači to je 65. godina. 65. decembar mesec. Го кажува Карделј. A to je mislio i Tito, naravno. Znači Карделј го кажува тоа што Тито го мисли. U duhu te koncepcije Tito ruši Rankovića kao centar centralizma, unitarizma, dogmatizma i velikosrpske ideologije. 66. Значи некаде 62 година почнува целата таа приказна и завршува 66 со рушење на Ранковиќ. Меѓутоа ту не стае. Након рушење Ранковиća, први пут у доба Титова, републике више нису тражиле сугласност za sastav svog centralnog komiteta, svoje vlade, svoje politike, nego su sve radile samostalno. Jedino je Tito ostao neke vrste arbitar. Како символ на југословенството. Da, ali inače operativno savezna vlada više nije imala vlasti.
republike su preuzele skoro sve poslove. Smisleno li je to? Imaš li koncept, gospodine Bilandžić? Da li je to bio smišljen koncept Josipa Broza Tita? Apsolutno. To je put u konfederaciju. Ali to je napisano na 8. kongresu 64. godine da idemo u stvaranje konfederacije. A po modelu konfederacije, naravno, sva vlast pripada članicama konfederacije. Dušan Bilandžić ima jedna impresivna, ne samo istorijska, туку i politička karijera za sebe. To je najmlađi od člana Hrvatske akademije na naukите i umetностите, избран некаде 80-те години на минатиот век, еден од главните учесници од хрватска страна во изработката на Уставот 74 година, кој де факто се смета како темелник на растурањето на Титова Југославија. Представник е на Хрватска некаде 91-92 година како представник на Франц Туđman во Србија и работи на тие тајни преговори помеѓу Србија и Хрватска околу поделба на Босна и Херцеговина, член на председателството на Хрватска во времето на Фрања Туđman, односно станува збор за една биографија која му дава апсолутно легитимитет да може да говори за овие крупни теми. Значи Тито некаде 20 или 30 години пред својата смрт ги гледаше процесите на просторот на поранешна Југославија, сваќаше во кој правец ќе одат тие процеси и сакаше на некој начин да ги ескивира негативните ефекти на тие процеси и веројатно како најдобра платформа му изгледаше дека таа Југославија наместо да ја формира и понатаму како една унитарна силна држава да дозволи процеси на конфедерација. И тоа се случи од 62, 64, што велите 65-та, елиминација на Ранковиќ 66 година и Устава 74 година. Да. Тоа е концепција чврста, а заснива се на томе да су Тито и Карделј били уверени да е Србија смртна опасност за Југославију Авноевску, тоест Југославију слободних, равноправних народа Југославије. И да Србија се nije одрекла хегемонизма свога, великосрпског, и у складу sa takvom procjenom oni ruše i Rankovića, izvode reformu u Federacije 67. pa dižu pokrajine na rang republika, tako rekuć, vraćaju Vijeće naroda, donose ustavne promjene 67., 68., 69. i 71. godine Ustavne reforme Federacije i konačno Ustav 74. godine kada republike dobivaju status država. Dušan Bilandžić je категоричен дека тој како еден од главните експерти кој работи на Уставот 74 година во неколкуте разговори со Јосип Броз Тито, самиот има слушно како Тито на маса става идејата двете независни автономни покрајни, тој Војводина и Косово, уште со Уставот 74 година да добијат статус на независни автономни републики. Дури има одредена изјава која вие кажувате дека некаде уште 72 година во некој разговор Јосип Броз Тито е спомнал можноста покрајините да бидат издигнати на статус на независна република. И таа била идеја, али дека тоа му било прерадикално во тоа. Сматрали су да подизање покрајна на република најде на тако жесток отпор Србија да нису се осудили тоа направи. Меѓутоа тие работи се анализира, тие работи значи стоја како можност во главата на Тито, во главата на Карделј, во главата на Бакарич. И тојте. И онда е донешена таа одлука да се иде на конфедерацију. Меđutim, tada je već počeo bujati nacionalistički pokret koji je u Srbiji preteča Miloševića. На патот на остварување на таа своја цел, на Јосип Броз Тито му стоеле две препреки. Тоа било српското раководство предводено од Александар Ранковиќ, кој тој го елиминира на тој Бриномски пленум некаде 66-67 година и како второто уставот на СФР Југославија. Затоа се заработил нов устав 74 година, кој де факто и удира темелите на таа конфедерација на СФР Југославија. Која е поентата историска која можеме да извадиме? Историска поента е покушај да се на темељима принципа Авноја постигне нови споразум меѓу народима Југославије, кој би садржавао, кој би Југославију претворио у конфедерацију. И тоа се случува со Уставот 74. Тоа се остварува у 74. година. Само тоа nije изведено sa таламбасима. Душан Биландžić вели дека е многу тешко да се одговори на дилемата дали Јосип Броз Тито всушност почнал да го прави тој процес на растурање на Југославија некаде 62 година и дали таа 62 година може да се смета како дата од кога почнала распадот на таа Титова Југославија.
Дали може да се излечи таа историска парабола и теза дека уште таа 62 година почнува тој распад на Титова Југославија? To je teško odrediti kad je to počelo. Сите овие анализи кои ги прави Душан Биланџи се темелат на содржината на тие тајни стенограми од тајните седници на извршниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, кои единствено него му беа ставени на располагање и на одредено историско истражување. И тоа може да се најде во овие архиви кои вие ги имате проучено. Овие архиви на Сојузот на комунистите на Југославија, тоа може да се најде во тие архиви. Ma da, to piše u dokumentima. Да, ово предизвикува на некој начин земјотрес, бидејќи ние досега имавме сосема други размислувања дека Тито е спасува Југославија, дека Тито сака унитарна Југославија, дека со помош на армијата, со помош на КОС, со помош на УДБА тоа го правил. Вие се тука Tito je smatrao da je Srbija glavna opasnost za Jugoslaviju. Цело време го мислите. Cijelo vrijeme, i ratu, i u posle rata, i stalno do kraja života. Uvijek. Тоа е всушност тој историски дамин гамбит на Јосип Брз Тито и на Едвард Карделј, кој знае дека Југославија ќе се растори, кој знае дека ако Југославија се растори во нивно време, дека тоа ќе предизвика нова светска војна и всушност ја формира таа нова конфедеративна Југославија и таква ја остават да може да биде растурена кога ќе дојдат одредени историски околности. Тоа се случува после 1991 година и падот на Берлинскиот зид. Тито велите дека се плаши од можен светски конфликт кој би настанал околу тоа распаѓање на Југославија. Карделј. Ne da svijet, čovče Boži. Raspad Jugoslavije može otvoriti put za sukob dvije supersile i za novi svjetski rat. Dakle, Тито се плаши од таа интервенција на русите цело време на своето владење. Uvijek se plašio, naravno. Како одредено историско крок и некаде 61 година Јосип Брз Тито се откажува таа своја идеја Југославија да развија како унитарна држава и всушност граѓаните на таа Југославија да станат југословени, односно да работи на одредена синтеза на сите републики во рамки на унитарна југословенска држава. Откажувајќи со таа своја идеја, тој оди на сосема друг концепт, а тоа е да ја направи СФР Југославија одредена конфедеративна творба. На тој начин Јосип Брз Тито ги удира темелите на таа одлука на Бадентер некаде на 15 јануари 1992 година, кој одлучува дека всушност југословенските републики може да се одвојат од рамки на СФР Југославија врз база на тие авнојски граници и истите да се прогласат како независни држави. Не сам питao, значи оно изјаво Карделја да се треба сачекати нови поредак светски, па онда ове републики... Promjenu svjetske konstelacije, ne novi poredak. Dobro, mislim... Da, treba čekati to, onda možemo, kad nam svjetska situacija dozvoli, a to može doći samo padom blokova, onda ćemo ići na razdruživanje. To je Kardeljeva koncepcija. Znači nekade 25 години пред смртта на Југославија, пред распаѓањето на Југославија, Карделј најавува дека треба да се чека таа нова светска констелација и Da se Jugoslavija, pazite, njegova je teza, ponavljam, Jugoslavija je neodrživa zbog velikosrpskog hegemonizma. Mi moramo se razdružiti. To je izjava na Kardelj i teza. To je. Što? Razdružiti se u samostalne države. Kada? Kad dozvoli svjetska konstelacija. Ako sad to napravimo, izazvat ćemo rat. Ako mi Jugoslaviju sada, recimo, odlučimo sami da mi rasturimo Jugoslaviju, to je smrt i za njih, i za vlast, i za socijalizam, i za svjetski poredak. Znači, treba čekati vrijeme za razdruživanje. I to izveštena Badenterovата комисија. A pazite. Јанари 91 година, 92 година. Всушност ја потврди таа теза на Карделј, бидејќи Бадентеровата комисија... Не само то, него слушате. И основа на... Бадентер je rekao, morate se držati Titovih avnojskih granica. И уставот 74 година. Naravno. Значи, таа одлука на Бадентер и на Бадентеровата комисија всушност го верифицира тој устав 74 година и тие анализи кои Карделј, Тито ги прават некаде уште во текот на 60-те години, дека Југославија не одржива и дека треба да се сочека одредено добро време кога таа Југославија ќе се распадне на независни држави. Да. Што може Македонија да очекува после самитот на НАТО во Чикаго? Влез во една голема политичка и општествена апатија или на нова политичка разврска? Дали после самитот на НАТО во Чикаго нас не чека една голема општествена апатија која ќе го зафати македонското гласачко, политички, секако друго општествено ткиво? Прво апатијата е проблем на перцепција како го гледаат. Меѓутоа ние проблем имаме што ние влегуваме во објективно досега недоживеана ситуација,
кога нема да има надеж за нашите основни политички планови. Значи нема надеж за влез во НАТО, ако пропадне Чикаго, нема надеж за подобрување или влез во Европската унија, готово е, нема датуми, нема јуни, август, нема ништо. Значи останува отворено, Македонија е сама, албанците и македонците се соочуваат наново, сами во една нова ситуација. Сами со себе, меѓу себе. Без пари. Значи државата нема пари. Да државата има пари или открие нафта, би била друга прикана. Како што беше изминатите 5 или 6 години. Значи нема пари, ситуацијата е тенка, кревка многу. Сите не перцепираат како земја која ќе остане последна, има проблеми. Инцидентите стануваат мощне, исплатливи, можни од авантуристичките групи, не можда од главните политики на соседите, али секогаш има милитантни крила кои ќе се обидат тоа да го направат и ние тоа почнавме да го чувствуваме. Значи еден тенок мраз. Нема спин на владата кој тоа може да го покрие. Нема спомени кој тоа може да фрли сенка на тоа. Ние сме кој некој патник кој по грешка се симнал на железничката станица во Зелениково и сега чека да помини воз. Сите возови поминуваат. Тој чека упорно на таа железничка станица во Зелениково и ниту еден воз во изминатиот период нит ќе застане, нит планира да застане на таа железничка станица. Тоа чувство на некој начин на оставеност, на фрленост, значи на изолираност, на безперспективност, на општествена апатија е тоа што ќе го разорува македонското ткиво во наредниот период. Тоа функционира и тоа важи за 50% македонци. Меѓутоа, биди внимателен. Тежината на проблемот во кој ние се соочуваме, што 350.000 луѓе, Тоа го сакам, мислите? исто како србите после Милошевиќ, се обидуваат да не признаат на себе си дека сгрешиле со ДПМН и дека се соочиле со историски пораз на внатрешен и надворешен план. Они се обидуваат, кај македонците највеќе, да го рационализираат поразот, да речат дека ние сме жртва. Ми се чини, почитувани гледачи, дека денес ќе имаме една сосема различна ситуација од тоа што беше во Букурешт 2008 година, кога тоа разочарување на граѓаните Никола Груевски успе да го исконтролира и да го преведе во една голема доверба за својата политика. Дали денес тоа разочарување што всушност ќе го доживееме на НАТО самитот во Чикаго може да се претвори во една силна општествена и политичка апатија и еден болен процес на политичка гонја во рамки на Република Македонија? Ситуацијата сега треба да му се помогне на овој изгубен човек, премиерот. Он не може да изведе ни една операција која успешно големите прашања на Македонија ќе ги реши. Не може сам да се тргне од власта. Некој треба да му помогне. Он треба да разбере дека треба да му се помогне. Други да ја завршат работата наместо него и тој да се обиде на следните избори, да избори повторно мнозинство, тоа ќе видиме нормално до мани, но таа е единствена шанса да ја помогне објективно на Македонија. Ако он стои на челото на Македонија, Македонија тоне со него до моментот на внатрешна поделба и пукање. Ќе биде интересно, почитувани гледачи, да видиме што еден ден после самитот на НАТО во Чикаго Никола Груевски, Али Ахмет и американскиот амбасадор Пол Волерс ќе им соопштат на македонските граѓани и како ќе објаснат таа политичка разврска што може да се очекува во наредниот период во Република Македонија после тој самит на НАТО во Чикаго. Но не сум сигурен по сите знаци дека такво нешто се подготвува. Иначе, нашиот проблем со името ќе биде решен за 5 минути, како што го решија така нареченото нерешливо прашање со фуснотата за Косово. 5 минути треба за тоа. Драма провинцијска како што ние правиме се решава и тоа се случувало во историјата. За 5 минути историски. Интерим акордот за 48 сати Холбрук го избутка. Значи, овде во вилата во Кецка и Глегоров со хеликоптер во Атина, овде 48 сати пакетот го направи, помина. Слично кај влезот во Обединетите нации. Овие прашања се долги затоа што нас не ги оставаат и ние се петљаме со таа историја и нашите неспособности. Во моментот кога тоа зрее, кога тоа станува толку важно да мора да се реши, ни даваат хартија и ни викаат ова мора да го прифатите, одржливо решение, значи не невозможно решение, согласно вашите ставови за неизмена и овој после зинува и почнува да убедува над. Така ќе биде кога ќе дојде времето. Ќе видиш, ќе зборуваме за тоа пак. Ваквите политики или ваквите политички гарнитури имаат ограничен рок на траење. Тој рок на траење може да се зголема врз база на одредено политичко спинување и наоѓање на одговори на клучните прашања. Зашто во одредени сегменти на државата работите не одат така како што треба? На прашањето зашто не сме членки на НАТО и на Европската унија, одговорот е дека пола свет на мрзи на чело со Република Грција.
На прашањето зашто Македонија и македонската економска политика се пред банкрот на политичка и на економска сцена, одговорот е дека тоа е резултат на таа лоша македонска олигархија и веројатно во тој процес на лустрација една, две или три директорски глави ќе бидат истркалени и ќе бидат покажани како главни виновници за нашата сегашна лоша економска живеачка. И на крајот на прашањето зашто во Македонија безбедноста е ставена под тепих, односно е ставена на една граница на издржливост, одговорот ќе биде дека албанците сака да ја дестабилизират Македонија и затоа убиват македонци по улиците. Они тоа го прават, они начелно велат дека се тие нечестни, одат на сентиментот, гледај, не на правото, на сентиментот на македонците сиромашни, дека по основа треба да мразат некој што има пари. Не постои неговата честност, закон не постои. Се тука е реакцијата на тоа племе кое го создаваат. Они создаваат нова трибална племенска организација кај дел од македонците, кој е прилично голем дел. Реакцијата кај албанците е слична. Не можете вие неодговорно да тврдите дека мултикултурна држава, вие може да се изживувате во својот културен идентитет со 300 милиони евра, колку што е сега потрошено, а сега кај албанците, например, целокупната едиција за книги годишна е 50.000 евра. Например, тоа е половина од проектот за рехабилитација на траумата на мајмунчето Коки, кога го ваде од зоолошка го досеа, пошто му умрела мајка му или партнерката. Го носи у Холандија, проектот 100.000 евра. 50.000 евра е целокупниот буџет за албанските писатели во Македонија. Спореди го тоа со 300 милиона колку е дадено за... Тоа е таков дебаланс, такво кршење, и сега ние велиме од нив, ите ние треба малку да се изживуваме. Ви имате толеранција, ќе седите со нас на дното, уште не знаеме колку, али тоа е цена сега на македонците. Ќе биде болен тој процес на наше национално соочување со две клучни прашања на кои Никола Груевски изминатите 6 години темелеше својата политика. Како прво дека ќе успее да го спаси уставното име на Република Македонија и така со спасено име да ја внесе Македонија во НАТО и Европската унија, и како второ дека економската политика на Никола Груевски дава одлични економски резултати, а де факто таа политика денес се соочува со банкротство на политичка и на економска сцена. Види, тоа е точно, но тоа не го негира фактот дека манипулацијата му успева, за жал. Манипулацијата ја плаќа Македонија, но македонскиот дел, македонскиот народ е зомбиран во таа смисла. Верува дека тоа е нешто што судбински мора да се случува, а не мора. Може да е сосема различна политика Македонија во овој момент да води. Македонија ќе беше влезена во НАТО и ќе имаше внатре во Европската унија превлегување денеска. Може би сега е клучен моментот, почитувани гледачи, кога Никола Груевски и нивната политика треба да се остават пред таа котузова варијанта, да им се остави доат до една бесконечност, да завладат со сите институции во државата, да ги изголемат до максимум очекувањата кај граѓаните и на крајот тие очекувања да бидат главниот камен темелник или главното олово околу нивната нога кој ќе ги натера да ги преиспитат своите политики и да се соочат со таа неизбежна одговорност дека всушност воделе лоша политика во изминатите 6 или 7 години. Тоа е возможна стратегија, меѓутоа за неа треба преголемо време. Ја немам впечаток дека Македонија и го има тоа време, дека може да издржи неа, дека има таа стратешка длабочина како Русија, за да Наполеоновите војници одат и одат. Кај нас одат до првото клуче на меѓуетничкиот инцидент. И све се руши во подел во внатрешно. Така што стратегијата на... Дека победникот кај албанците и победникот кај македонците прават влада. Тоа е едно перфектно алиби кој го има, Никола Груевски. Еве го мнозинството на албанско и мнозинството на македонско население гласа за политички партии, тие прават таа влада. На крајот, ако мнозинството не може во таа влада да ги реша клучните проблеми, тогаш де факто треба да следи некој заклучок дека ние не можеме заедно да живееме. Види, тоа е тоа. Тоа е тоа. Меѓутоа, во таква стратегија каква што ја пишуваш, Црвенковски нема да има шанса да ја реши својата, да ја реализира својата контрастратегија. Ќе се распаднеме во меѓувреме поради реализацијата на страничниот план на Никола Груевски. Затоа, поради тоа, иначе таа стратегија теоретски може да биде добра, мора да има друга стратегија забрзана. Имено, има една работа кај политиката која лидерите ја знаат. Партиите и групите партии мора да покажат моќ, не само стратешко знаење. Нив населението им дава глас поради моќта што имат. Према тоа, левицата, односно центарот и левицата не сме
да не покажува моќ на можност на организирање и на борба, на спротивставување. Тоа мора секогаш да го грее, за да може дел од неутралните да се приклонат во еден момент кај него. Постојат две тези на можна политичка разврска. Првата теза е дека треба да биде направено ново парламентарно мнозинство кое ќе преземе одговорноста за државата и ќе ги направи клучните потези за влез на Македонија во НАТО и Европската унија. И втората теза, која веројатно ми е многу поблиска мене, дека вакви политика треба да се остават да се исцрпат до крај, да дојдат до самиот зид и да покажат колку знаат и колку можат. Бидејќи во изминатите 20 години ВМРО ДПМН, нивните политики безмалку не презема ниту еден крупен историски чекор во политиката на Република Македонија, постојано оставаа други политички гарнитури да ги прават тие крупни политички чекори и на крајот да поентира дека предавниците не се ВМРО ДПМН, туку дека се на друга политичка адреса. Ако сите анализираме дека економската ситуација е пред банкрот, дека со ова политика што ја води власта, дека тие меѓуетнички тензии само дополнително ќе се засилуваат, дека шансите Македонија на еден компромисен начин да го реши тој проблем со името се безмалку никакви, освен ако не настават пред Чикаго или после Чикаго, пред одреден чин на уцена, нели, како што велите, како што тоа било со времената спогодба, како тоа што било, не знам, со тоа признавање на Косово под фуснота. Ако гледаме дека сите тие политики одат тамо каде што одат, а одат во една сосема лоша позиција, дали тогаш на крајот, без пари, без меѓународна позиција, без меѓународна перспектива, нема да изгледа дека таа политика на антиеквизација на Никола Груевски е 100 пати полоша од политиката на транзиција на Бранко Црвенковски. И на крајот, шаховски кажано, крајниот потек ќе биде дека ова антиеквизација што ја прави Никола Груевски има уништено македонската иднина. Дека можеби да е тоа есенцијата на политичката битка која ќе начека во наредните периоди. И за тоа они ќе ја платат цената. Кога тогаш они не можат од оваа држава да си одат ДПМН-евците, они ќе бидат соочени со тоа историско превреднување. Колку сакаат сега во каков сака статичен сон да или да се обидуваат да спинуваат. Нема, тука доаѓа крај. Или треба да ја преземат власта за еден уште пократок период со војска и полиција. Друго нема. Они може да им се случи промена многу брзо, без локални избори. Гледате, ние сега расправаме за бранот на ДПМН и за локалните избори. Тоа е повторно еден спин во кој ние треба да живееме година и пол во агонија во ваква Македонија. Нас ни треба побрза акција. Нас ни треба кураж за побрза акција. Затоа е нормално клучно виновен Дуи, кој, стоејќи во ваква влада, прво, ја убива својата програма, не постои НАТО и интеграција, они својата програма мора да ја променат после Чикаго, они немаат шанси да ја реализираат. Второ, стануваат бескрајно лукративни, они не може да одговорат дека не се лукративни после тоа, готово е. И трето, виновни се за инцидентите што ќе се случат, бидејќи одржуваат илузијата на земја на работ. ВМРО ги знаеме какви се, тие тоа сакаат, но дуи ќе станат одговорни за тоа сега на нов начин, бидејќи одржувајќи таа влада, тие ја одржуваат илузијата да само со мало подбецнување Македонија повторно етнички конфликт. Со некои други албанци под оружје, тоа мораат они да го спречат, они тоа мора да го разберат. Сите тендери и целата таа ситуација они ќе имаат во било која варијанта. Мислам, глупо е да се исплашени од губење пари, но одговорно, и мислам дека се за тоа одговорни исто така американците кои се влијателни кај Дуи. Они мора да ја видат цената на нивниот успешен пример Македонија. Тоа веќе трае едно 5 или 6 години, ја гледат ли? Ако велите дека има 3 лоста кои треба всушност да ја преиспита целата политика, ВМРО-вскиот кој не е способен тоа да го прави, Дуи кој веројатно ја гледа целата ситуација, меѓутоа од разни причини тоа не го прави, и американскиот фактор кој може да влие тоа да биде направено, дали тие два сегменти на тој триаголник може да го направат тоа преиспитување на својата политика? Па имам впечаток дека споро, но одат во таа насока. Одат во таа насока, а точно ќе видиме после Чикаго. Останете со нас по рекламите, следува третото парче од нашата вечерашна емисија на тема бугарската мафија годишно произведува повеќе од 3,5 милиарди американски долари. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Ало, слушам.
Шо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Веднаш се враќам. Повелете, комшивке, се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мел. Повелете, комшија. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Тојота. Пред 10 дена тука во Софија во Бугарија беше презентиран ова извештај, почитувани гледачи, кој предизвика вистинска бура во бугарската јавност. Во рамките на овој извештај, на кој се работи 2 години, беа презентирани одредени фрапантни бројки дека бугарската мафија годишно контролира и произведува некаде околу 3 милиарди долари капитал и со тој капитал може да ја контролира и бугарската држава и бугарската власт. Според тие бројки, бугарската мафија, значи во сите сфери на нејзиното делување, прави годишен обрт некаде повеќе од 3 милиарди американски долари. Евра. Това са реални цифри. Това е положението. Знаете зашо ја прашам? Годишниот буџет на Република Македонија некаде околу 3 милиарди евра. Значи некаде бугарската мафија... Повеќе. 3 до 3,5, знаете, отприлика толку е годишниот буџет на Република Македонија. Значи годишно бугарската мафија троши безмалку или врти пари безмалку некаде 60-70% од колку што е буџетот на Република Македонија. Стана збор за големи бројки, ги кажу мој, за да можеме една споредба да направиме, една компарација. Значи като числа изглежда така, ние съотнесено към нашия бюджет, бюджета на България или към брутния вътрешен продукт, значи към брутния вътрешен продукт е някъде към 4,5% от брутния вътрешен продукт. Значи около 4,5 до 5% от вкупниот бруто домашен производ, да, мафијата го прави. Да. Това е корпорација. Това е състоянието, това е положението. Ние затова го правим този доклад, за да покажем какво е състоянието на престъпните пазари в България. И кой от тях е най-опасен за нас. И според вашите анализи, некаде 11 до 22.000 бугарки преку мафијата се испраќани надвор од Бугарија и тие вртат огромни количества на пари, некаде 1,5 милиарди евра годишно. Значи, по нашите разчети това са 1 260 милиона лева или към 700 милиона евра навън. Значи надвор ще ги прават. Да, и тук в страната 300 милиона лева или 150 милиона евра. Значи общо към 900 милиона евра се върти в този пазар, секс услугите. Тие пари, тие ще велиме близу милиарда евра или некаде 1,5 милиарди долари, кои се остваруваат како печалба од овој секс туризам, се враќат ли во Бугарија? Во што се враќат? Това е проблема, на който ние обръщаме внимание. Това са мръсни пари. Част от тези пари очевидно се връщат. Те трябва да се изперат преку Бугарија. По некакъв начин. Една част тук в България, една част може би се пере навън. И се влагат вече като препрани пари, влизат в България, с тях се купуват имоти, или се строят хотели, или се корумпират политици. И огромни пари се врте, мора да признам. Тие пари веројатно потекнуваат од овие недозволени тргови или од овие недозволени бизнеси, дека мафијата е вклучена тука во дел од тие работи. По-сериозният проблем е влиянието върху медиите и независимостта на българските медии. Защото през последните години някои от големите международни медийни компании, които притежаваха най-големите всекидневници в България, ги продадоха на български бизнесмени или олигарси. Същото стана и с едни от най-големите медийни групи. И в момента практически голяма част от медийния пазар се контролира от български бизнесмени, които търгуват с влияние с политиците и осигуряват нужната медийна подкрепа, която води до изборни победи.
Какви се тие врски помеѓу бугарската мафија, бугарскиот криминал и добивањето или печелењето на политичките избори тука во Република Бугарија? Во последните неколку изборни циклуси убедливо победил Бојко Борисов и тука е всушност клучното прашање. Дали таа бугарска криминална структура стои зад изборите на Бојко Борисов, како Бојко Борисов кој се доживува како најголем борец против тој криминал ги користи услугите, евентуално ги користи услугите на тој криминал и дали парите од таа престапност тука во Бугарија, некаде во трговијата со цигари се движи околу 400 милиони евра на годишно ниво, во трговијата со нафтени деривати некаде околу 400 милиони исто така евра на годишно ниво, дали тие пари влагат во политичките процеси и ги определуваат политичките избори? Господине Гунев, големи се овие бројки за кои говориме, за мафијата што контролира како бизнис во рамки на Бугарија некаде околу 2 милиарди на евра или некаде околу 3 кусур милиарди на долари. И тука се поставува секогаш прашањето, кога мафијата располага со толку многу пари, каква е врската на мафијата со политиката и каква е врската на мафијата при изборите во Бугарија, бидејќи Бугарија има огромни обвинувања дека мафијата со своите пари всушност определува која партија ќе дојде на власт во Бугарија во кој момент. Тука проблема в България е, че икономическият елит на България е много криминализиран. Икономическият елит във всяка една страна контролира изборния процес. Всяка една демократична страна. Тук речите криминализиран, значи значи, че мафиотизиран, значи со близки това значи, релации че со мафијата. икономическият елит основно забогатя през основните капитали в България през 90-те години бяха натрупани или от рекет, или от контрабандни стоки за бивша Югославия, тъй като поради ембаргото, или от приватизационни сделки, които бяха корумпирани. Значи тие са тие групировки. Това са основните начини, по които българския икономически елит сформира своя капитал. Друга голяма част са пари, които идват от Русия или от Украина и които се изпират в България, и някои от така най-богатите хора, част от тези, които бяха убити през последните 10 години. Знаете, в България имаше много такива убийства, поръчкови убийства, свързани с мафията в центъра на града. Тези олигарси, както ние ги наричаме, те всъщност изпираха пари на руската или на украинската мафия. Това не бяха собствени средства. Интересно е дека најголем дел од тие профити се остварува од секс туризмот или од проституцијата, дека бугарската мафија располага некаде со 11 до 22.000 проститутки и дека годишно од таа дејност печели некаде околу 2 милиарди долари. Тоа се фрапантни бројки, почитувани гледачи. Ние дојдовме тука во Софија на лице место да провериме колку се вистински тие бројки. Кога земе да го анализираме и да го расчленуваме тој бруто доход на бугарската мафија, некаде 50% отпаѓа на проституцијата. Значи, ако е некаде 900 милиони евра до 1 милиарда, значи, кога тоа се подели или не знам, помножи, испаѓа каде околу тие 1,7, 1,8 милиарди на евра, кои се годишно врти од страна на бугарската мафија, или 5% скоро од бруто домашниот производ на Бугарија, некаде околу пола од тоа отпаѓа на проституцијата. Така и за поръчет, но аз пак се връщам на... Како го прима тоа бугарската јавност? Знаете, не е убаво да се слушни во една држава дека испаѓа дека најголемиот извозен производ на Бугарија се бугарските проститутки. Повеќе од каменица, повеќе од бирата, повеќе од телефонските услуги, повеќе од, не знам јас, овие што ви се кременковци, индустријата и така натаму и така натаму. Испаѓа дека Бугарија во светот извезува само проститутки, кои носат некаде печалба околу 1 милиарда на евра годишно. Естествено, че не говори хубаво и никой не се гордее с това нещо. Интересно е дека секаде на Балканот и секаде во Европа говориме дека најголемите пари се прават од таа недозволена трговија со наркотици, но и до тука во Бугарија таа трговија со дроги или со одредени опијати е на 5-то место, дури на 5-то место. На прво место е проституцијата, после е неплакањето на ДДВ, односно данокот на додадена вредност, подоцна на 3-то и на 4-то место доаѓа таа трговија со нафтени деривати и со цигари, и дури на 5-то место, некаде со 175 милиони евра на годишно ниво доаѓа таа недозволена трговија со наркотици. Ако Бугарија или бугарска држава има многу мала контрола на тој секс туризам или на таа проституција која, како што велите во вашиот извештај, најмногу се случува на територија на Германија, на Холандија, на Белгија, овие други два сегменти, тоа е трговијата или таа недозволена трговија
или тој криминал кој се прави со нафтени деривати и со цигари, бугарската држава има силна контрола. Во тие два сегменти во Бугарија е влезен странски капитал. Лукойл е тука, имате рафинерија во Бургас, значи има многу силна контрола која може да се прави. Во табако индустријата исто се влезени мокни компании, светски компании, американски компании, германски компании, така натаму. И кога човек е слушни дека во трговија со нафтени деривати се прави криминал тежок 400 милиони евра, да. И кога е слушни дека во трговија со цигари се прави криминал некаде околу 400 милиони евра, или близу милиарда евра по двете основи, то се големи пари. Да, много е сериозен и там има определено и политически елемент силен. Защото, силен политически елемент. Както ние посочваме в доклада, част от проблема за нелегалните цигари са и български производители легални на цигари. Като King's Tobacco, ние сме посочили, или Карелия, която са гръцка компания. Кои имат фабрики во Бугарија. Които имат, да, Карелия има в Гърция или в King's Tobacco има фабрики в България. Изследванията, които ние правим, показват, че голяма част от нелегалните цигари са именно произведени или от Карелия, или от King's Tobacco. Добро, што е со нафтените деривати? Нафтените деривати също не става въпрос за контрабанден внос на цистерни, защото ние изчислихме, че този пазар трябва да се захранва с над 100 цистерни да влизат всеки ден нелегално в България, за да захранват този пазар. Значи тия не се това не е контрабанден внос, това е вътрешно произведено гориво от български компании, които посредством посредници, които са криминални. Имайте предвид, че голяма част от дистрибуторите на горива на средно ниво, които през 90-те години участваха в контрабандата на петрол към бивша Югославия, днес са част от именно тези криминални посредници, които купуват легално горивото от Лукойл, но успяват нелегално да го продадат след това надолу на ниските нива. $400 милиони евра се прави печалба годишно од нафтени деривати. 400 милиони евра се прави печалба годишно од недозволена трговија со цигари. Некаде околу 175 од наркотици. Некаде околу 900 милиони евра околу таа проституција. Ве загрижуваат ли вас тие бројки? Како експерт, како човек кој ги правил овие анализи? Точно за това се прави този доклад, за да се види състоянието на нещата и да се види къде да се насочат основните усилия. Например, Цветанов имаше после таа презентација на овој извештај една изјава која за мене беше доста индикативна, кај што вели треба да се преземат мерки, претпоставам од Министерството за внатрешни работи од владата, Бугарија повеќе да не се восприма во светот како секс дестинација. Тоа е една груба формулација искажена од устата на бугарскиот министер за внатрешни работи, кој е свесен дека Бугарија во светот се восприма како секс дестинација. Аз не искам да сравнявам България с страни като там далечния изток, нали, които са утвърдената секс дестинация в света. Тайланд и подобни. Постарамате да почнете со Тайланд да се споредувате. Има го това. Никой не го крие. Ето, министър на вътрешните работи и вице-премиер го казва. Но при тази... Ето, България е член на Европейския съюз, не може да спреш никого да влезе в България като турист. Как да го спреш? Може ли да познаеш предварително, когато той купува услуга, ваучер, за да почива на морето месец юли, за какво идва той? Ако ве доживот ко секс дестинација, треба да предпоставите дека заради тоа голем дел доаѓа тука. Тоа е въпросът, когато се говори... Сигурно не доаѓа во Бугарија Лувар да го посети, него еве гледаме доаѓа за секс туризам на некој начин. Гледна точка, да, има такова усещане, че да, голяма част от туристи идват заради секс услуги, а други идват заради ефтиния алкохол да се понапият като хората. Тоест, секс и алкохолна дестинација. Да се крени од Стокхолм во Шведска да дојде алкохол да пие во Бугарија, баше нема се исплаќа, ама за ова првото секс туризам веројатно повеќе би дошол, претпоставам.
За нас веројатно би било интересно прашањето, почитувани гледачи. Колку македонски евра и долари се всушност потрошени тука во Бугарија од тие проститутски одредени легла или во одредени секс туристички дестинации како што е Сандански, како што е Банско или како што се одредени објекти на бугарското Черноморие, и дали дел од македонските млади девојки всушност учествува во таа бројка од 11 од 22 проститутки кои бугарската мафија ги контролира и најчесто ги испраќа на работа во Белгија, во Холандија и во Германија. Дали во ова ваше истражување, пошто ние доаѓаме од Македонија и нас не интересира македонското учество во ова, дали во те 11 до 22.000 проститутки кои ги контролира бугарската мафија, може да се говори дека може да има македонки, тоа е едно. И второ, например, во златното време на Сандански, постои истражување кај што се велеше дека некаде во Сандански, едно мало место кое е на границата помеѓу Бугарија и Македонија, живеат околу 6 до 6.500 проститутки. Голем дел од македонците доаѓаат во Сандански, голем дел од македонците доаѓаат во Банско, исто и Банско се спомна како една од дестинациите на тој секс туризам, или тие кохорти, како се нарекува тука во Бугарија. Дали македонскиот денар доволно партиципира во овие милиарда евра кои ги прави Бугарија печалба од секс туризмот? Това вие треба да кажете. Се, вие правите извештај, ние уште не сме членки. Кога станеме членки, ние ќе направиме, па ќе дојме тука, ќе ве презентираме. Интересен въпрос. При следващото изследване непременно ще го включиме. Не сме правили примерно дали колко гръцки евра влизат в този бизнес и колко македонски динари и колко сръбски динари. Защото сигурно и сръбски динари влизат. Само за Сърбия не интересира, нас за Македония не интересира. Албански леки и те. Значи има и албанци кои много. Шикате, то не позна граници, не позна боя, значи, не позна ние това го разглеждаме като бизнес. То си е бизнес. Има ова значи како Бенетон, како обединетите бои на Европа. Има търсене, има предлагане. Това е положението. Се враќаме за 2 минути да одјавиме нашата вечерашна емисија. Стариот добар проколин од сега во нова пластична шишенце и во нова модерна амбалажа. Ви ги представуваме и новите проколин вештачки солзи за хигиена на очите, кои овозможуваат чувство на комфор. Заедно со проколин, раствор за чистење, подмачкување и за дезинфекција на вашите контактни леки. Проколин, линија за комплетна нега на очите. Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Дете, веднаш се враќаме. Повелете, комшивке, се врзам, ми дојде важен гост. Не паничете, комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша бела. Повелете, комшија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Toyota. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.